Во Новосело се урна една од куќите на Жан Митрев. Делови од истата завршија на патот, со што во директна опасност беа доведени минувачите и возачите, а улицата беше времено блокирана. Нормално дека смета тоа, старите градби, како не сметат. У секој момент минат дечиња, млади, стари, возрастни. Треба да се отстране тоа. Може некој дете ако замине или некој стар човек на место ќе го стави. Тоа општината треба да превземе, да очисти. Представници од општината и музејот ја проценуваат состојбата на терен, а по изготвениот записник ќе се знае што таму смее да се прави. И веднаш екипите на Стипион беа на терен и го расчистија делот кој што беше паднат врз самата улица. Денес лица од општина Штип и од музејот ќе направат записник, фотоматеријал и веќе утре јавното претпријатие Стипион ќе може да излезе на терен и да го сруши секој оној дел кој што е опасен за движењето на граѓаните, така што повикувам граѓаните да бидат смирени дека ние таму ќе го решиме овој проблем. Во меѓувреме за куќите кои се прогласени за споменици на културата, поради специфичната архитектура, општината има изготвено и проект за реконструкција и е во преговори за грант тежок 800.000 евра. Ние имаме веќе одобрение за градење издадено, имаме и одобрение од музејот кој што ни го издаде дека ние таму на таа локација, на тоа заштитено подрачје, на тие објекти можеме да правиме реконструкција. Така што сега во следниот период очекуваме да добиме позитивен одговор од Европската Унија за добивање на грант и доколку ги добиеме средствата ние веднаш ќе влеземе со реализација и со изградба на музеи во овој дел, со што Штипско Новосело ќе добие посебен сјај. Инаку предниот дел од истата куќа се урна пред неколку месеци, а сега поради снегот и дождовите попушти и задниот дел од куќата. Куќите во Новосело кои се прогласени за споменици на културата, обврска на општината станаа во 2015 година откако доктор Жан Митрев ги даде како подарок. Станува збор за 4 куќи чија вредност тогаш се проценуваше на околу 6 милиони денари.